Здраво, стрелци! Добро дојдовте овде, каде ќе ги толкуваме пораките кои се за вас и периодот кој следи. Значи, сите што сте стрелец, имате некаква поставеност во планетите, звездите, во знакот на стрелец. Имате некој стрелец во вашиот живот. Сите вие сте на право место, сите вие се разбира што сакате да чуете што носи месецот. И ајде заедно да ги толкуваме пораките што следуваат. Интересен месец, морам да признам. Се нешто се случува. И тоа мислам дека е еден многу важен месец во вашиот живот и многу голем месец. Ајде да започнеме најпрво од најситните, најмалите пораки. Јас мислам дека некој вас ве надгледува. Некој постојано ве надгледува, значи апсолутно сака да знае се до детал, сака да знае што се случува, што правите. Буквално за вас, на вас, во вашиот живот, околу вас, се сака да знае. Мислам дека не доаѓа од некакви лоши цели или намери, но од сосема чисти желби, намери да знае што има во вашиот живот и заради тоа вие не се вознемирувате. Но ако е некој нешто што не го знаете, ова вас ви нема смисла и не знаете, тогаш може би е во делот од љубовта. Некој може би постојано ве надгледува, сака да знае што правите, го интересирате едноставно, затоа што јас мислам дека вие овој месец ќе бидете премногу привлечни. Вие овој месец значи, заводливи, буквално заводливи. Едноставно, секој што ќе биде во ваша близина, ќе ја почувствува таа заводливост со која ќе зрачите периодот. Јас се надевам вие го препознавате тоа и ќе го искористите најмногу што можете за тие што сте сами ова. А ако не, тие што знаете, а сакате да направите нешто, еве што ќе направите. Вие ќе одлучите да промените нешто. Можеби ќе промените ситуацијата во која сте. Вие знаете дека имате се, можете се, способни сте на се и досега добро сте отработите, вие имате се. Но се појавува некаква здодевност, се појавува некаква монотонија и поттикнати од тоа, зашто вие не сакате монотонија, вие постојано сакате некакви авантури, вие сте стрелец. И поттикнати од тоа, ќе направите некакви промени, ќе преземете некакви активности. Сега морам да кажам дека некој тука нема да биде задоволен од ова што ќе го преземете вие. Промената што ќе ја направите на некого нема да му се допадне, затоа што може би ќе биде исфрлен од вашиот живот, од вашата ситуација, од вашите секојдневија, ајде така да кажам. И нема да му се допадне. Дури јас гледам дека на некој од вас не само што нема да им се допадне, туку ќе прават се што можат само да ве вратат назад, тие што сте одлучили да заминете. И ќе прават се, дури спремни се на колена да молат, само да не ги оставите позади, да не ги изоставите. Може би не е за нив лично, туку за некои работи што сакате да ги исфрлите од животот, па тие во вашиот живот едноставно ќе ве молат да не ги остават. Сега да видиме што има за други од вас. Еден дел од вас, јас гледам дека вие добивате порака. Не една, може би се повеќе. Ако сте ги игнорирале, тоа се насобрале. Ако не, тогаш добивате пораки и сега веќе е моментот кога мора да се реагира, мора да се одговори, мора да се направи нешто. Може би не се пораки, може би се само знаци некакви на кои вие ги
собирате информации, собирате нешто да видите дали она што сте го почувствувале и сте го помислиле е така и сега ќе се уверите дека е така. Некој човек или некаква ситуација во вашиот живот вас ви загрозува стабилноста, ви го загрозува балансот во нешто, дали во вашата состојба, дали некаков баланс ви загрозува моќта и можноста да бидете самостојни, да носите одлуки, да правите што и да сакате да правите, значи некој ви го загрозува сето тоа и ова страшно ве повредува. Ова се случувало веќе и досега и сте тргнале по настрана од таа ситуација, сте решиле да заминете, сте решиле да напуштите и сте одлучни. Значи, доста, сте најсигурни во оваа одлука. Ова веќе не оди во правец во кој вие сакате да оди и сега сте донесле одлука. Сега сте донесле одлука дека се што не чини во вашиот живот, се што ви го загрозува, ви ја загрозува добросостојбата, ќе isfрлите и можеби и во овој случај другите се чувствуваат отфрлени, се чувствуваат осамени. Меѓутоа, се што не е добро во вашиот живот да сте отфрлиле, не грижете се, не двоумете се, никој не заслужува да живее под притисоци, никој не заслужува да живее живот кој не го сака. Значи, што и да сега, клучнава порака за сите, што сакам да ви ја кажам најпрво. Дека што и да правите, што и да се случува, какви одлуки да носите, во какви води да се впуштате. Патот ќе биде долг, но јас ве уверувам дека ја носите вистинската и правата одлука. Затоа ви кажав, ова ќе биде голем месец. Ова ќе биде судбински месец. Нешто што мора да се случи. Нешто што морало од секогаш, дури и да требало порано, вие не сте реагирале, ова сега мора да се случи. И ова е нешто за кое сте дојдени вие на овој свет. Вие мора по овој пат. Морате. Да, кажав, долг е патот, но крајот е фантастичен. Јас во тоа ве уверувам. Ние со тек на време, вака месец по месец, ќе ги гледаме чекорите, поставките, ситуациите, моментите. И далеку сме од иднината и од крајниот резултат на сето она. Но тој е многу позитивен. Тоа е она што треба вие да го направите, затоа што тука е вашата среќа. Да не зборувам многу околу тоа, ќе зборувам околу ситуации што ќе се случуваат во јуни. Значи, дел од вас, аз гледам дека сте направиле. Дел од вас сте почнале нешто. Вие сте почнале нешто. Ова можеби сега не исклучувам можноста дека во јуни ќе почнете, меѓутоа јас се мислам дека вие сте почнале. Вие сте почнале да правите нешто што никој досега го нема направено. Вие сте почнале да правите, сте влегле во некакви води, во нешто од животот, кое досега никој, нити во вашето семејство, нити во вашата фамилија, нити во вашето обкружување го има направено. Апсолутно никој. Ова е нешто ново, нешто сосема различно. Меѓутоа, исто така и овде. Ова е нешто за кое вие сте дојдени овде и вие треба да го правите. Секој момент кога ќе дојдете во дилема, дали е тоа, дали е добро, дали е паметна одлука, верувајте си во себе си, немојте никогаш да се двоумите. Верувајте си.
ова е тоа, ова е правата одлука. Ова ќе ве донесе во една друга сосем различна ситуација. Вие сега, да, точно, мора да го, вие буквално сега го чистите патот низ кој треба да минете. Ова е пат трнлив, ова не расчистен пат. Овде не ни имало пат до сега. Не ни постоел никаков пат. Вие го креирате овој пат, вие го чистите, вие го трасирате. И ќе биде тешко, ќе биде напорно, да, но вие ги имате сите потребни, како да кажам, можности, умствени, психички, физички. Вие поседувате се за да го одите овој пат. Верувајте се и себе си, верувајте му на универзумот, верувајте и на ситуацијата. Не сте овде случајно, ништо не е случајно. Овде сте со намера да дојдете до себе си, до нас што вие сте и она за кое сте дојдени на овој свет. Може би за некој од вас е занает, може би некој занает, кој никој до сега не го правил во вашето семејство, значи се може да биде, не можам да знам, вие знаете, но тоа е на правото. Овде вие потребно е да, преку ова вие ќе станете друга личност. Буквално ја соблекувате, како да излегувате од собствената кожа и излегувате прочистени, нови, поинакви и на моменти во јуни месец вие ќе ја почувствувате моќта која сега сте ја добиле со сето ова, во ова во кое сте влегле. Да, многу пати ќе се чувствувате, ќе губите самодовербата, ќе губите ќе бидете во ситуација да се исплашите, да се запрашате дали ова добро, но многу често во јуни и ќе ја доживеете, ќе ја почувствувате и ќе ја видите моќта на она во што влегувате и што ќе постанете после ова. Да, и многу работа, ќе грабите кон успехот и ќе бидете успешни во јуни месец. Страшно многу успешни и ова е еден вид иднината во скратени црти. Она што доаѓа, ова е значи врвот од задоволствата. Јас ве гледам еве овде веќе во одминати години, вие сте успеале многу во животот, премногу, и сега дури буквално може да пишувате книга и за себе и другите да пишуваат книга за вас и за вашиот живот. Може да оставите и ќе оставите премногу за децата, за блиските, за своите, не само материјално, туку многу ќе оставите и од она повредното, од духовното, емотивното. Иднината е многу светла. Како и да се чувствувате сега, верувајте во себе, верувајте во патот по кој сте тргнале, колку и да е трнлив. Иднината е фантастична доколку останете на овој пат. На овој на кој сте. Многу од вас може би го поминале сето ова и сега само евоцираат спомени, пишуваат. Може би и пишувате, да, затоа низ што сте се поминале за да дојдете до овде, до каде сте, до овој успех кој сте го доживеале. Ова е навистина прекрасно и ова беа прекрасни пораки од вака за вас. Сега, што остана друго што не го кажавме? И сега, да, иднината, како што нас споменав, е многу, многу далеко. Мислам, финалното, крајното, на кога вие може да речете, сега завршив, сега може да раскажуваме како беше, тоа е далеко. И ние во јуни месец
е премногу рано да се каже, премногу рано да се знае се, зато вие може и не, зато и се двоумите, не знаете. Но во јуни месец, затоа го споменуваме овде во јуни, затоа што во јуни ќе почувствувате дел од сето тоа, во некои моменти ќе го почувствувате успехот, ќе почувствувате, дури тие што не се двоумите, а се плашите, дури некои од вас и ќе се исплашите од успехот кој доаѓа. Ќе го почувствувате, на момент ќе го почувствувате и ќе видите колка. Ова е навистина многу убаво за вас, стрелци. Навистина многу убаво. Значи, како и да се чувствувате сега, не грижете се. Секогаш знаете дека блескава еднина е пред вас. Епа, драги мои, сега што ни остана уште да видиме, само да видиме одговорот на вашата желба, не да си замислувате желба или прашање, кратко, на кое се одговара со да или не, јас само ќе ви одговорам кратко. Многу карти, не може. Ајде да видиме што е одговорот за стрелците. Некогаш да, некогаш не и никогаш не може да знаеме што е добро, дали некогаш не може да биде многу добро, некогаш да може да биде многу лошо. Затоа она што треба да биде секогаш правилното, без разлика какво е. Добро, зашто не сака да падне една карта? Ајде да видиме што е одговорот за стрелците. Одлично. Одговорот е да ќе се изборите, да, ако се борите со луѓето, ако се борите со мислите, ако се борите со чувствата, ќе се изборите и вие сте на врвот и секогаш ќе бидете. Драги мои стрелци, се надевам уживавте и до следното видео. Чао, чао!